Дури 32% од скапата медицинска опрема во јавното здравство не се користи доволно или фаќа прашина во подруми. Државниот завод за ревизија утврдил дека поради необезбедени кадровски и просторни услови, набавените апарати во вредност од 13 милиони евра воопшто не биле ставени во функција, а други кои се платени 5,5 милиони евра не се користат во полн капацитет. Станува збор за дијагностички процедури за кои многу тешко се доаѓа до термин. Анализата на ДЗР, која се однесува на периодот од 2021 до 2023 година, покажува дека од 9 скапо платени акцелератори за зрачна терапија на онколошки пациенти, кои чинат речиси 22 милиони евра, 5 воопшто не се ставени во функција, 2 на онкологија и по 1 во ГОП 8 септември и клиничките болници во Штип и Битола. Централизацијата на услугата доведува до преоптовареност на установата и персоналот, што може да влијае на континуитетот и квалитетот на третманот на пациентите, се наведува во извештајот. Директорот на ФЗО вели дека ова е резултат на непланска набавка на опрема години наназад и најавува подобро планирање за поголемо искористување на истата во иднина. Еден од акцелераторите на клиниката за радиологија е ставен веќе во употреба. Тој е процес кој трае, ставањето во употреба на ваков тип на опрема трае најмалку 5-6 месеци, така да се надеваме дека добар дел од таа опрема ќе биде ставена во ред. Иднина многу подобро планирање, опрема, технички услови, човечки ресурси потребни за таа опрема. Во извештајот на ДЗР е забележано дека поради недостиг на стручен кадар и соодветни услови недоволно се користат и 18 ангиографи платени близу 13 милиони евра. Поради истите проблеми не се ставени во функција ниту двата компјутерски томографи во Тетово и Кочани. Недоволно се користи опремата во единствениот ПЕТ центар, каде се врши дијагностика за рано откривање на малигни заболувања, а пациентите со месеци чекаат термини. Ревизорите утврдиле дека во мој термин нема и реални податоци за користењето на апаратот робот вреден скоро 1 милион евра набавен од клиниката за физикална медицина. Имало прикажано помалку услуги кон фондот и ненаплатена партиципација во износ од близу 250.000 евра. Во извештајот е посочено и дека нефункционалната опрема, вклучително и таа која е радиоактивна, се уште е во подрумите на клиниките и болниците и представува потенцијална опасност. Александар Динев, Сител телевизија.